Со насилно презимање фирми, притисоци и уценување. На ваков начин ВМРО ДПМН им помагаше на стопанствениците, реагираа од Општинската организација на СДСМ Штип по денешната посета на дополнителната министерка за финансии Елена Петрова. Во писменото соопштение испратено од СДСМ се упатуваат и низа прашања до Петрова. На стопанството во Штип и пошироко им се добро познати методите и мерките со кои што ВМРО ДПМН им помагаше на стопанствениците со насилно преземање фирми, притисоци и уценување. Дали при посетата дополнителната министерка Елена Петрова им објасни како беше во времето на ВМРО ДПМН, кога работниците земаа 8.000 динари минимална плата, а како е денес кога таа изнесува над 20.000 динари. И за крај, дали Елена Петрова ги посети здравствените работници и им образложи зошто одби над 1100 барања за согласност за вработување. Стои во реакцијата од СДСМ. Дополнителната министерка за финансии Елена Петрова утринава оствари средба со стопанствениците во Штип, на која се разгледаа проблемите со кои се соочуваат и можните решенија за излез од ситуацијата.